Коалицијата за подобра Македонија на синоќешниот предизборен митинг во Кочани побара доверба од граѓаните втор градоначалнички мандат за Радко Димитровски. Осврнувајќи се на проектите што досега ги реализирал Димитровски, лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Никола Груевски рече дека овој кандидат е докажан стопанственик кој изминативе 4 години од Кочани направил пристојно место за живење. Груевски зборуваше и за актуелните состојби во државата, посебно се задржа на прашањето за името. Во 1995 година гркот Бранко го смени името и изважа дека тоа ќе трае само 2 години и тоа го направи скришно, без консултација со народот и со било кого, а потоа организираше прослава за сменетото име. Драги пријатели, не може да се продаде нешто што веќе е продадено. Што веќе е продадено од страна на Бранко Црвенковски во 1995 година. И од кога ние во Европската Унија, во НАТО, во Обединети нации сме фирм, затоа што Бранко донел таква одлука, без да ги праша граѓаните за мислење или консултација. Ние сега се бориме да го вратиме името Македонија. СДСМ 18 години гради политика на тој проблем, кој што тие го создадоа, а сега се обидуваат други да обвинат дека сакаат да го продадат името. Или, драги пријатели, со други зборови кажано, името е продадено во 1995 година. Коцкарот кој ја загубил куќата на Комар, сега го обвинува семејството кое се бори куќата да ја врати. Ете, тоа е приказната на Македонија и на нашето име. Говорејќи за, како што рече, криминалната приватизација направена од страна на СДСМ, Груевски ги посочи затворените фабрики Хартија, Атом, Кочанско поле, Прима, дрвниот комбинат. Но важно беше олигарсите на Бранко да го добијат она што го договориле во неговата канцеларија. Тоа време помина и тоа време веќе нема да се врати. Сега е време кога оваа влада заедно со градоначалниците се бори да привлече колку што е можно повеќе инвеститори да дојдат и да отворат нови работни места. Представувајќи својата предизборна програма, кандидатот за градоначалник од Коалицијата за подобра Македонија, Радко Димитровски, рече дека неговиот тим и во оваа градоначалничка трка влегува со проекти чија суштина е обезбедување нови работни места и задржување на младите во општината. Суштината на оваа програма е најпрви обезбедување на нови работни места и задржување на младите во нашата општина. Тоа ќе го направиме со искористување на природните ресурси и модернизација на постојните капацитети. Веќе заеднички разговараме со владата за доведување на потенцијални инвеститори со кои што сакаме да им ќе представиме и да им ги ставиме на располагање нашите ресурси кои што ни ги дава природата. Пред собраните граѓани беа представени членовите на советничката листа, како и нејзиниот носител Иван Иванов.